Ништо ново или половично ново кога е во прашање понудата на политичките партии на претеничките мандати од локалната средина. Претопени во партиски кампањи, овдешните кандидати речиси и да не се препознаваат по нешто автентично и свое, со што би го испровоцирале електоратот целосно да застане зад нив, за да им даде мандат и да очекува некаков фидбек. Дека речиси се решава одгоре зборува реакцијата на кандидатката за пратеник од редовите на СДСМ Марија Ангелова, која не се произнесе по писмената покана од телевизија Кочани за ТВ дуел со против кандидатот Миле Левков, а во разговор истакна дека воопшто не мора да се произнесе и да дава одговор на истата. Прашањето е дали нема што да им соопшти на сограѓаните или пак стравува од соочување на аргументите и против аргументите во престрет на самото гласање. Пратениците, што да очекувам? Ја не можам од никој ништо да очекувам. Зашто јас сум индивидуа како индивидуа, а тоа што носам тука, тоа е друга работа. Од 96-та и моите деца тражија работа, не најдоа, па бегаа по странство и така. Ништо. Слаба работа, тънка работа. Мислам дека се подобро работите? Не верувам. Од Кочани само да се унапреди Кочани. Ништо повеќе. Очекувате ли дека биде подобро ќе застапуваат нашата општина во парламентот? Па мислам. Сигурно дека ќе не застапав. Па за тоа ги бираме. Општина Кочани во изминатите години имаше голем број пратеници, политички функционери па и градоначалници кои редовно покажуваа максимална сервилност по хиерархиска политичка линија, поради што малкуми не оставија каква и да е трага која граѓаните ќе ја паметат. Практично сите искажуваа максимална партиска послушност, па во парламентот ја играа улогата за обезбедување кворум. За жал, во отсуство на механизам за отповикување на пратениците, останува суровата реалност дека пратеничкиот мандат најчесто се сведува на профитирање на поединецот за сметка на граѓаните. Дури кога тоа ќе се промени, ќе може да се очекува основните демократски процеси да се поместат од мртва точка, а оската граѓанин пратеник, централна власт, вистински да профункционира.